Почитувани колеги советници, почитувани градоначелник, почитувани представници на медиумите, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 44-та седница на Советот. Пред да ви го прочитам дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од одржаната 43-та онлайн седница на одржана ден 15.12.2020 година. Дали има забелешки на записникот? Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на гласање. Ве молам кој е за. Констатирам дека Советот со 8 гласа за го усвои записникот од минатата седница. Така не виждам. Ќе гласаш за записникот или? Да. Не, интернет нека излезе. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 18.12.2020 година. 1.1. Предлог за донесување на буџетот на општина Росоман за 2021 година. 1.2. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Росоман за 2021 година. 1.3. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година во општина Росоман. 1.4. Предлог одлука за сопствено учество на општина Росоман во проектот инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство во општините Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија. Втора точка, предлог решение за давање согласност на програмата за работа на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман од Росоман за 2021 година. Точка 3, предлог решение за давање согласност на финансискиот план на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман од Росоман за 2021 година. Точка 4, предлог решение за давање на согласност на одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за воспитно образованата 2020-2021 година на јавната општинска детска установа Детска градинка Праскичка, општина Росоман. Точка 5, предлог решение за давање на согласност на одлуката за ослободување плаќање на надомест за материјални трошоци на деца кои се запишани во Детската градинка Праскичка, општина Росоман, а не посетуваат градинка поради состојбата поврзана со вирусот COVID-19 и работа по протокол од Министерство за труд и социјала. Точка 6, предлог решение за разрешување и именување на членови на управниот одбор на Детската градинка Праскичка како представници на родителите. Отварам претрес по дневниот ред. Дали има забелешки на дневниот ред? Измени, дополнувања? Повеќе рест. Почитувани градоначалници, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, сакаме да дополниме овој состанок денеска со уште една точка, разгледување на и донесување на предлози за задолжување на градоначалникот и администрацијата на општина Росоман со ново настаната ситуација со каменоломот во Камето. Знаете дека таму се дешаваат многу повише работи и мислам дека после ќе ги објаснам многу и градоначалникот може да даде објаснување за оваа точка и сакам да ги задолжиме службите да преземат нешто во врска со овој каменолом. Дали е написано имаш барање? Не, допомнување. Затоа што веќе има барање стигнато од Камено. Не, од сода, има дека туку немаш во дневен ред. После кај се кај седница Дојде барањето после. Добро, баш тај во дневен ред. Дојде како советничко прашање, поарно него вака, треба да имаш комплетно како ќе гласиш. Добро, аз тај во советнички прашање. Значи како следна точка советнички прашања? Да. Добро. Има барање да стаја. Има барање од Па стаја барање, нека биде барање, више се тоа да модеме по тоа. Тоа е од Камено, да, барањето од Камено. Луѓето имат две барање поднесено. Кој ќе биде ефектот од советничко прашање? Да.
Значи немаше ефект од советничко прашање. Значи ти ако концесијата ако е истечена, значи ние можеме да донесеме, односно да задолжиме некој да го стопира во ситуацијата. Ние прво не знаеме, треба да испитаме, Да го задолжиме градоначалник Да биде доведен. Градоначалник да го изпита се тоа. Тоа може и преко советнички прашања да испита и за наредната седница да Одговори. Тежината е барање има од местна заедница. Во заклучок. Има конкретно барање од местната заедница, но не беше одржана седна комисија, затоа не ја ставив точка на дневен ред. Ставите го во и ќе го копираме барање, ќе го поделиме готово. Да го ставиме како разгледување на барање од местната заедница Камено. Да. На барање, разгледување на барање од Работат без дозволи, работат со друга сепарација за кршење на камен. Ако ќе биде После тоа. значи, вака ќе биде разгледување на барање од местна заедница Камено. Да. Значи на предлог на Ристо Јошев има на предлог на советникот Ристо Јошев има дополнување на дневниот ред со уште една точка, разгледување на барање од местната заедница Камендол. Кој е за оваа точка да се стави на дневен ред? Против? Воздржани? Перно, дигна ли рака? Не видно. Ти? Дигна? 8 за. 8 за. Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за освојување на дневниот ред? Констатирам дека Советот со 8 гласа за го усвои дневниот ред. Прва точка. Извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 18.12.2020 година. Го молам председателот на комисијата да се произнесе. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми, добар ден. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 18.12.2020 година до Советот на општина Росума го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата одржана на ден 18.12.2020 година присуствуваат 3 члена на комисијата. Присутни беа и градоначалникот на општина Росума и раководителот на оделението за финансии. Членовите на комисијата расправаа по 4 точки од дневниот ред и тоа: во однос на првата точка, разгледување на буџет на општина Росума за 2021 година, по спроведената расправа и даденото појаснување од страна на раководителот на оделението за финансии во однос на приходниот и расходниот дел на буџетот за 2021 година и појаснувањето од страна на градоначалникот на општина Росума, членовите на комисијата со 2 гласа за и 1 воздржан предлагаат Советот на општина Росума да го донесе буџетот на општината на општина Росума за 2021 година во форма како што е доставен до членовите на Советот. Точка 2. Во однос на втората точка, од дневниот ред предлог одлука за извршување на буџетот на општина Росума за 2021 година. По спроведената расправа со 2 гласа за и 1 воздржан, членовите на Советот предлагаат Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 3. Во однос на третата точка на дневниот ред, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите за државните службеници во општина Росума за 2021 година. Членовите на комисијата со 3 гласа за предлагаат Советот да ја донесе предложената одлука. Точка 4. Во однос на четвртата точка од дневен ред, предлог одлука за сопствено учество на општина Росума во проектот инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство во општините Кавадарци, Неготино, Росуман и Демиркапија, по спроведената расправа и даденото појаснување од страна на градоначалникот за потребите од донесување на оваа одлука, членовите на комисијата со 3 гласа за зазедоа став со која предлагаат Советот да ја донесе предложената одлука. Комисијата предлага Советот на општина Росума да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Благодарам, Јавица. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Почитувани советници, почитувани градоначалник, почитувани медиуми. Предлог буџет на општина Росума за 2021 година. Предложен буџет во износ од 95 милиона денари.
za opština Rosoman, konkretno 45.041 hiljade, samofinansiračke aktivnosti 2.078.000 dinari, blok dotacije ili prihodi od dotacije za детска градинка Росоман и основно училище Перетошев во вкупен износ од 41.981.000 денари и приходи од донации 5.900.000 денари. Средствата не би одел во детали, само би ве запознал приходниот дел, даношни приходи. Тука ги имате показателите и од претходниот буџет, тоест за 2020 година, како се движали, како е планиран буџетот за 2020 година. Негде имаме намалување од 10, скоро 10, 9 милиона во однос на 2020 година. Или сретнаме позициите кај има намалување. Значи приходен дел, даношни приходи 8.096.500, со овој буџет 7.729.000 денари. Данокни имот од 3.918.000 претходната година, сега планиран 3.490.000. 717 даноци по специфични услуги 3.631.500. Такси за користење и дозвола за вршење дејности 27.500, неданошни приходи 426.000 денари, други владини услуги 7 милиона денари, капитални приходи 8.550.000 денари и трансфери и донации 28.336.000. Или вкупно 45.000. Блок дотациите, самофинансирачките активности 2.078.000, тука се влезени заедно средствата планирани и за основно училиште Перетошев и за детска градинка Праскичка. Блок дотациите планирани што ги добивме од Министерство за финансии, тоест Министерство за образование и Министерство за труд и социјална политика. Планирани средства за основно училиште Перетошев се 34 милиона 072.000 денари, а за детска градинка Праскичка 5 милиона денари на рамото. Значи вкупно 39.072.000 денари. Тука се ставени и пренесен вишок од претходна година. За детска градинка Праскичка ставив 538.000 денари и за Перетошев 2.362.000 денари. Или вкупно 41.981 и за донации планирани са 5.900.000 денари. Знаете дека тука се планирани средствата за старо школо, така наречено, средствата, проектот што не е во целост реализиран и исплатен. По-конкретно, расходниот дел, Совет на општина Росоман 1.625.000, 1.636.000, значи во границите, тука имам благо зголемување на основни примања на Советот, додека има намалување репрезентации и патни дневни трошоци. Во однос, ако испоредиме средствата што се планирани у претходниот буџет од 2020 и средствата што ги планираме за 2021 година. Тука се јавува и нова ставка, нова програма А1, изборни активности и референдуми, значи за 2021 година ќе имаме локални избори. Мислам се планират така и редот локални избори на територија на општина Росоман. На ниво на Македонија за прошлите избори потрошени беа негде околу 650.000 денари за локалните избори, така да у таа граница се испланира и овие средства се ставија уствари 680, ако има некои вишок средства што треба да се
повеќе ги испегламе со ребаланс или со проширување на буџетот. Сега не знаеме, него према оние показатели што ги имаме од пред 4 години, 3,5 години. Градоначалник, планирани средства 1.427.000, гледате како се распоредени, заплати 1.320 и придонеси 1.320.000 денари, тоа е основни плати и придонеси, надоместоци 16.000, стоки и услуги 262.000, тука се само ставени патни трошкови, договорни услуги, расходи за репрезентација и социјални бенефиции. Или се вкупно 42.262.000 денари. Општинска администрација 11.357.000 денари. Како се распоредени, заплати 3.835.000, 1.379 придонеси, патни дневни трошоци 70.000 денари, комунални услуги 1.200.000 денари, материјали и ситен инвентар 782.000 денари, поправки и тековно одржување 368.000 денари, други договорни услуги 433.000 денари. Други тековни расходи 303.000 денари, привремени вработувања остануваат на истото рамниште од претходна година 880.000, камати и плаќања 15.000 денари, субвенции и трансфери 1.102.000 денари, и тука има пак мал поместување во однос на претходната година. Пошто рековме дека ќе имаме избори, така да има зголемување трансфери до политички партии. Прошлата година се планирани 15.000 денари, сега се ставени во предлог буџетот 147.000 денари. Тие трошкови до плаќање на политичките партии припаѓаат на општина Росен. Разни трансфери 488.000 денари, тука се плаќање по судски решења и други трансфери. Социјални бенефиции 60.000 денари, капитални расходи, тука се ставени само трансфери во донации, во општината не ставихме капитални трансфери. Урбанистичко планирање 1.450.000 било прошлата година, сега 550.000, има намалување поради тоа што се исплатија долгот за урбанистичкиот план за населено место Росоман, околу 900.000, само се ставија средства за изготвување на нови урбанистички проекти за 2021 година. Уредување на градежно земјиште 50.000 денари, уредување на градежно земјиште капитални трансфери 120.000 денари, поддршка на локален економски развој 100.000 денари, изградба на комерцијални објекти 120.000 денари, одржување на урбана опрема 220.000 денари, снабдување со вода 250.000 денари, јавно осветлување 1.050.000 денари, изградба на јавно осветлување 2.340.000 денари, изградба и реконструкција на локални патишти и улици 13.435.000 денари, плюс тука ќе сретнете и изградба и реконструкција на улици во општина Росоман, тоа е развојна програма, оставивме 6 милиона или вкупно за ЈД програма се негде околу 18 милиона и 435.000 денари. Изградба на простор за паркирање 86.000 денари, изградба на сообраќајна сигнализација 60.000 денари, изградба на систем за водоснабдување 3.750.000 денари. ЈК јавна чистота капитални расходи 760.000 денари, ова се средства што се наменети за планирани за јавно комунално предпријатие, знаете дека они вршат услуги за општина Росоман, тоа е чистење на улици. Урбана опрема 650.000 денари, спорт и рекреација 315.000 денари,
и тука се задржам, пошто може да има некои прашања, се вратам уште едно појаснување, субвенции, трансфери до спорт и рекреација, комунални субвенции, трансфери до спортски клубови 250.000 денари, плюс тоа во Е0 програма 463-120 и тамо се ставени негде околу 150.000, така да негде вкупно околу 400.000 за спорт и рекреација. Накратко ќе го прокоментирам и планираниот буџет за основно образование, значи 36.433.000 денари, како што напоменав на почетокот, за основно образование од Министерство за образование стигна за Перетошев 34.072, тука се ставени и пренесен вишок од претходна година, за да може да ги покриеме сите оние трошкови што ќе настанат во школото. Значи 36.433, кај нив најголеми средства се одливат за плати, 27.838.000 денари, каде што за основна плата 20.250.000 и за придонеси 7.588.000 денари. Стоки и услуги 4.222.000 денари, комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт 1.640.000 денари, материјали и ситен инвентар 426.000 денари, поправка и тековно одржување 1.037.000 денари, договорни услуги 930.000 денари, други тековни расходи 74.000, субвенции и трансфери 95.000, разни трансфери 90.000 денари и капитални расходи 4.288.000 денари. Тука имат за 2021 треба да се реализира проект кој што им помина во 2020 година. Треба да се стави изолација на школото. Проектот мислам дека е завршен, а реализација ќе биде во 2021 година. Детска градинка 5.538.000 денари и тука најголем процент ќе се одлеат за плати 3.610.000 денари. 3.610.000 денари. Стоки и услуги 443.000 денари. Материјали и ситен инвентар 93.000 денари, поправки и тековно одржување 38.000 денари, договорни услуги 44.000 денари, други тековни расходи 23.000 денари, капитални расходи 85.000 денари и други градежни активности 35.000. Купување на мебел 15. Они се малце по лимитирани ова година со средства и затоа нивните позиции се многу по-мали во однос на школото Перетошев. Добија само 5 милиона денари, а сами видовте дека само за плати и придонеси негде околу 4 милиона се требат, па се види сигурно со ребаланс, пошто тие се исклучиво наменски средства и се добиват од Министерство за труд и социјала со ребаланс во текот на 2021 ќе има некој покачување. За сега толку и стојам на располагање. Благодарам. Дали некој друг разбор? Почитувани, на предлог буџетот имам забелешка. Истата забелешка ја предочив и за време на одржувањето на комисијата. Меѓутоа, сега веќе и официјално со 2 амандмани. И тоа, значи, амандман број 1, значи го поднесувам јас член на Советот Татан Стојанов,
Предлогот на амандманот е предлог за измена во билансот на расходи. Во програмата Е00, општинска администрација, категорија 40 плати и надоместоци, ставка 401 основни плати, подставки 401 120, 401 310, 401 320, 402 110, 402 210, 402 220, 402 310 и 404 110. Имено, предлогот ми е, значи, овие расходи во оваа програма, односно за ова категорија, или овие ставки, поставки, да се вратат на бројките кои се од претходната година. И тоа, од плати и надоместоци, значи категорија 40, 4 милиона 700, од 5 милиони 394 на 4 милиона 706, од 3 милиони, од ставката 401, од 3 милиони 835 на 3 милиони 349, и сега во подставките 401 120 и надоле што ги наведов сите, од 3280 на 2850, од 490 на 412, од 65 на 87, од 1 милион 379 приноси, значи за социјалното осигурување 1 милион 197, и тоа во подставките од 790.000, значи 402 110, од 790 на 765, од подставка 402 210 од 395 на 330.000, од 402 220 основни придони за професионално заболување од 39.000 на 27.000, основни од 402 310 основни придони за агенција за вработување на 155.000 на 75.000, и од ставката 404 на доместоци, во подставка 404 110, од 180.000 на 160.000 денари. Тоа е првиот амандман кој го поднесувам, и вториот амандман, исто така, подносителата на Стојанов, член на Совет на општина Росман, предлог за измена во билансот на расходи, во програмата Е00 општинска администрација, категорија 42 стоки и услуги, ставка 427 привремени вработувања, подставка 427 110.000. Ова е 427 110 привремени вработувања. Сумата од 800.000 денари да се намали на 400.000 денари. Средствата кои што нели остануваат да се пренаменат и во првиот амандман и во вториот амандман во програмата за комунална изградба. Значи во вториот дел, во вториот амандман конкретно средствата да бидат во простор за паркирање на тешки товарни возила. Благодарам, тоа е сега за сега мојата забелешка. Да. Амандманите ги доставувам до сумите малку само не на едниот, на вториот амандман сумата ми е напишена, меѓутоа на вториот после ќе ги дополнам во нели овде со оглед на тоа дека се многу. Ќе ги допишам, значи да, си ги има ставките, односно подставките, ете така. Двата амандмани. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг во разбор? Почитувани колеги советници, почитувани началник, почитувани медиуми, внимателно го слушав раководител на финанси и имам неколку прашања до него. Од минатиот буџет од претходната година за 2020 година е една груба процентуална бројка колку е реализација на претходниот буџет. Да, Мислам дека ги имате таква информација. Конкретно за
капиталните разходи. От предвидените колко се реализират. Това е едното по-битно прашање за мене и за сите останати жители на општина Расома. Не секогаш ни е главна тема разходите. Кога одам ставка по ставка, најмногу што ме боде во очи е овие на секоја ставка. Последната е други материали, други трошкови, например конкретно. Во ставка 423 материали и сите инвентар. Сте ги класифицирале по, например, канцеларски материали, лекови и низа трошкови и на крајот други материали 230. Потоа одичи надолу во ставка 425 договорени услуги. Последната е повторно други договорени услуги 250. Значи одеме на 500. Потоа имаме тука привремените вработување, дали се однесува на двете во општинската администрација, 880.000. Тоа е ставка 427. Или се некој повеќе, не знам кои се. Трансфери до спортски клубови е една од побитните и позвучните теми во нашата општина. Е 280.000 и таму имаме 250.000, 150.000, некаде околу 400.000. Предлагам да оваа ставка ја зголемиме на минимум 600.000. А овие што се други, сите да ги пренамениме во спортски клубови. Еве, разни трансфери, ставка 464. Конкретно подставка 464-990, други трансфери 450. Значи, одиме на 1 милион веќе. Кога ги собираш тие други трошкови, други трансфери, во ЈА0 изградба на јавно осветлување. Конкретно тука имаме капитални разходи, конкретно изградба на капацитети во енергетиката. 1.900.000. За кои капацитети станува збор? Реконструкција на други обекти, повторно 280.000. Значи, во секоја ставка имаме други, каде што тоа на некој начин ми доаѓа до некој голем сомнеш. Изградба и реконструкција на локални патишта, ако во минатиот буџет сме имале 25 милиона 570, сега паѓаме на 13 милиона. Значи имаме повторен пат. Изградба, нема јасно систем за водоснабдување, ЈГ0, 3 милиона 750. Кој е тоа? Нови тендери што се планираат за 2021 година. Добро. Да. А овие што се 250.000 што ги сретнав, тоа е реконструкција, нели? Тоа е после ќе го објаснам. Волете, извини. Да. Сега тие. Од крајот, ЈГ, конкретно ќе почнем од Јованче. ЈГ програма 3 милиона 750.000, тоа се планирани средства за изградба на водоснабдување за 2021 година и 250.000 у Ј1 програма се планирани
оние дефекти што ќе се појават во текот на годината за отклонување на дефекти за водовод и канализација, а овие се исклучиво за нови програми, нови проекти. ЈГ, кажавте дека, тоест ЈД, планирани се прошлата година 25.570. Тука не беа платени, знаете дека прошлата година не беше платен патот манастирец Трстеник и за тоа се планирани повечко средства, додека оваа година од вкупниот буџет, што е планирано 45 милиона денари, негде над 65% се планирани исклучиво за капитални. И може да ги соберете. 13 милиона 435 илјади. Плюс 6 милиона развојна програма ЈДА, 6 милиона. Плюс 3 милиона 750. И ЈА, што ја спомнавте, тука се мисли, се отпочнаа активности оваа година за промена на уличните расвети. Од 2020 се направи, се распиша 2 пати тендер за јавно осветлување, не успеа тендерот и се отпочна со активности постепено да се оди со замена на еколошки и штедни светилки. И за тоа се планира повечко средства, а сигурно ќе има и нов тендер. Нема додатно тендер? Молам, ќе оди за тендер, се оди за тендер. Плюс тоа, тука се други, што се у ЈА, други реконструкции на други објекти, тука се ставени и набавка на електроматеријали за 2021 година, сијалици и кабли, што ти ја знам. Тие обично се околу 300 до 400 илјади годишно и одржавка на улично осветлување месечно оваа година е негде помало, околу 16.000, 15.000 и нешто. Секој месец, значи негде околу 280 до 300.000 за одржавка на улично осветлување, т.е. промена на улични светилки. Се враќаме назад, значи појаснивме за ЈГ, ЈД, тие програми водовод, капитални расходи. 464-990. 464-990. Тука се планирани и плачењата покрај другите активности, се планирани средства, непредвидени средства. Еве оваа година имавме исплата на камати по однос на судски спор со комуналец. Исплатите негде по однос на камата околу 500.000 денари и тука се исплатија од 464.990. Значи тоа се непредвидени средства што по текот на годината може да настанат. Не мора да значи дека тие ќе се потрошат средства, ал тоа се непредвидени средства што ако настанат. Не е спорно, ние можеме да ги намалиме, ал пак ќе спомнам она што го во однос конкретно размислував за ова за спортски клубови и ги напомнав, знаев дека тука ќе има дискусии. Сите трошкови, овие средства што се планирани, негде околу 480.000, тие се средства планирани да може да му се трансферират директно на спортските клубови. Сите трошкови што они ги прават по однос на превоз, тоа го и баш се сеќавам дека и вие како советник лично го побаравте да се извадат колку има потрошено средства за превоз во текот на годината. Превоз, котизација, струја за вакво. Тоа се плаќа, тие се плаќат баш од тие позиции што се други трансфери. Некој барав лично замену. Знам. Да, пошто би сугерирале дека малце средства се преферат. Еве сега дојдоа две фактури, само обвиненијата ни така. А за тоа го испомнав. Сите тие трошкови ги ние сносиме. На репрезентација секоја недела има негде по сигурно месечно по 10.000 конкретно за сендвичи што му се дава.
превоз. Еве сега, баш денеска однесов две фактури, платив негде околу 40.000 денари за превоз на фудбалерите што ги идваат. И секој месец тие трошкови се невидени трошкови, што не се планирани уваквото и тие ги од други трансфери. Ние не знаеме колку ќе дојдат во текот на годината. Мораме негде да планираме, не може да. А овие 480.000 што ги пак, тоа се средства кои што можеме во текот на годината да му ги префрлиме као живи средства директно на нивната. Пошто се случува да и колку да му префрлиме средства, и 100.000 се случувало да 100.000, наредниот или после 2 недели се јават, немаме средства за да платиме. Затоа го побарав. Сега, после завршувањето на сојата, јас да му презентирам дека имаме одвоено 180.000 и плюс сите трошкови што 240.000 денари само да не се. Како бројка ми треба и како факт. Другите сите трошкови што настануваат во текот на годината се наши, доваѓаат фактури, ние фактурите градоначалникот ги подпишува, јас исповедувам до Трезор и се плаќа. Така да не се само овие средства, или у претходната година, ако сме му префрлиле ние 400 или 300.000, покрај тие 300 имаме сигурно уште 200 до 250.000 или дупло речено трошкови што се настанати со нивното работење. Така да мислам дека овој буџет е толку реално направено ова година да сите средства се, гледате дека сегде е намалено, се се поради и пандемијата и поради овие случување, сите се усмерени за капитални инвестиции. Што беше на Атанас не е тука, да се намалат планираните средства за плати на општинска администрација, гледате дека не побара да се намалат средствата за основно образование да се вратат, бараше само за општинска администрација. Тука има зголемување на ваквото. Не можеме ние. Плюс тоа се планира, знаете дека општината Кубурисо нема кадар. И ваша сугестија на сите советници беше да се ангажира градежен инженер, тоест градежно стручно лице, плюс тоа ќе треба да се донесат луѓе и во финансии, и за тоа се планираше плюс едно обработување. Не е воа да се општинска администрација ќе зголеми плата. Плата она не може ние да зголемиме, стриктно е одредена колку е плата. Не може ни една жолта банка да се исплати на тоа што е. За тоа се носи и број на бодови, се знае колку секој вработен има бодови по однос на коефициентот и се добива плата. Не може да се исплати. За тоа се планирани повечко средства, мислам, не знам, до сега не се случило. Се планирани средства за ново, ако се успее, за да се донесе стручно лице во општината кој што е неопходно. Значи, еве го, се врати, уште една ще повторам. Конкретно. Не, може да слушаш. Конкретно спомнам и за вашиот амандман. Бодерите на јавната администрација, сега сите сме јавна, и на школо, и на градинка, и на општина е утврден со закон. И се знае 81,6 е бодот по, мислам, коефициентот по толку бодови кој колку што има, така да не може ни една жута банка да се исплати, уште да се повторам, над таа сума. Ова се средства што се планирани повисоки средства, и прошлот пат го појаснив, мислам беше ти присутен, ако се успее да се донесе, да се вработат нови луѓе. Ако не се успеат да се вработат, тие средства со ребалансот што се вишок се вратат назад, се пренаменат на други, затоа се планира оние 880 да се ангажира луѓе, да се ангажира стручни луѓе во времени вработување како сега што беше. Ништо не може да се исплати над законот, као советникот Атанас знае, он е во јавна администрација, дека над таа сума не може да се исплати колку што се планирани ни една
ни еден денар на тоа. Оние средства планирани се со цел да се ангажират стручни и неопходни луѓе за работа во администрација. Да ли некој друг ба разбор? Почитувани, јас само мала забелешка. Од мене секогаш забелешка сега година, значи со сумата се слагам, можда би ете, тие пари се доволно за фудбалот. Арнава никогаш не ги спомнуваме играорците кои сега јас ги гледам тука, ако тоа трансфери за здруженија и граѓани фондации, тогаш се слагам. Ако Да, тие се. добро, тогаш море. Ништо нема повеќе да не прашам. Ма ќе да ги префрлите на сметките, не да стават во општината. Или сте истрави го уште, или сте ке се свитка. Овие маски за всички да купим. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, ги ставам на гласање прво амандманите на членот на Советот Атанас Стојанов. Да, тоа се признайте на нас одговор. Дали си задоволен, дали остануваш на во барање или по одговорот на раководителот? Го почитувам, значи ставот на раководителот на финанси, меѓутоа значи и тој нагласи дека се работи за нови вработувања. Од аспект на тоа дека во моментов во администрацијата значи го имаме тој број на подполнети работни места со кои што во моментов располага општината и според таа систематизација, односно во тие оделенија кои што нели ги спомна раководителот за финансии при излагањето на комисијата, сметам дека овие средства се појавуваат како вишок, значи јас оправдувам вработување на упразнети работни места, не на дуплирање на работни места и затоа останувам во целост и на првиот амандман и на вториот амандман. Како предлог амандмани, да. Ваше е, дали вие ќе ги поддржите, председателот на Советот нека ги даде на гласање и потоа да одиме со гласање за буџет. Благодарам. Тогаш одиме на гласање за... Градоначалник, извинете. Може градоначалник. Почитувани советници, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, во делот од забелешките на советникот, на членот на Советот Атанас Стојанов, ви сакам да кажам дека во делот од ставката за привремени вработувања планирано е оноа што беше направено уште 2018 година, недостатокот од градежен инженер, ангажман негов, кој што ние го испуштивме, иако го имавме во раци, немаме градежен инженер, локалната самоуправа без градежен инженер тешко функционира. Мора да бидеме свесни за тоа и локална самоуправа, основните функции без градежен инженер тешко се реализира. Тоа е во тој дел, додека во другиот дел за администрација, исто така не е дуплирање на работно место, него е упразнето работно место, овластен сметководител без кој што локалната администрација не може да функционира. Значи тоа место не е пополнето, иначе колку за ваша информација, ако не знаете, според систематизацијата предвидени се уште 5 работни места кои што тука треба да се пополнат, а не се пополнати. Значи не се работи за дуплирање на работни места, него едноставно за пополнување на оние работни места кои што се непотполнати. И реков во делот од градежен инженер, кој пак со систематизација не е предвиден.
А по систематизацијата кои сте 5 работни места испразнети? Овластен сметководител. Едно. А другите 5? А другите овој Комунален инспектор нема. нема, такви не се По предвидени. систематизација прашам Да, само. тоа Ако се рече по систематизација. систематизација. Правни служби, Правно. работи, мислам. И улет нещо. Може да ги добиете информациите, тоа се во правна служба 1, во финанси 1 ми се чини, Во финанси треба областен сметководител. Најнеопходно. најнеопходно да. Нема ни благајник, нема ни само И во Лерсе, Лерсе, со помет. пензија треба и во финанси некој уштеден да се работи така да кадри требат. Се работи за места Тоа кои се не се планирани попълнети. средства, не мора да значи дека ќе ако помине систематизацијата се вработи. Ако не помине, ќе остане поставено. Според постоечката систематизација, Так. ние се празни места. Разни места ќе ви се даде колку се вака. Има у финанси има 2 празни места, у правна служба 2 и у ЛЕР едно или и Еве сега нас тече. и хигиеничар кој што со времено на определено работно време. Финанси рече 2. Во финанси 2 во правна служба и во ЛЕР 1. Што има празни места непополнети. А тие не може да се пополнат се додека не се помине систематизацијата на СОР. А зашто важечката систематизација по сегашната? Годишен план за план. вработување. Да, добро, исто тоа Ова е ли е годишен план. А како тоа, ако веќе се испразни работно место на тоа место, пак наново годишен план и пак наново се вработување. Па да, Систематизацијата до не е пензија систематизација. се испразни хигиеничар до ден И денеска повторно не е вработен, нов не е вработен, план за вработување. Така. Ја мислам вака, моje мислење, моje видување сега ситуацијата скедирам дека буџетот, носење на буџетот 2021 е сензитивна работа за цела општина. За сите институции, И за градинки. образованието, градинката и општината, општина Росо. За да не ги држиме сите институции во заложништво за општинската администрација во општината и заради тоа што редот на нештата е да се донесе годишен план за вработување, па во тој момент ќе ставиме и ребаланс на буџетот. Така е, прави. А сега, заради тоа што скинираче е ситуацијата, мислам дека вако поставени бројки, конкретно за нарадата амандманот што е поднесен, нема да помине буџетот. Совет, од моја гледна точка, да ги вратиме бројките на старите бројки, а кога ќе го носиме годишниот план за вработување, да направиме и ребаланс на буџетот. За да го поминеме буџетот на општина Росо. Овака наметнати бројки малку ни е скакливо, заради тоа што е постоечка администрација со овие за две имате предвидена тука сума, така? За едно. За едно. За едно, нема ни... На постоечка систематизација мислам дека може одма да го работи. Ако ја поминеме сумата. Да, конкретно тука е планиран и... Просто годишен план не може од. Кога ќе го односиме годишниот план за вработување, тоа ќе направиме ребаланс на буџетот. Да. А зашто постои тоа систематизацијата не ми е? Може да ми објасните да. Значи веќе систематизација за работа за вработување има. И по таа систематизација се определени толку само секунда. Само толку вработување. И се испразнето работно место. Во ред. Али се испразнува работно место конкретно еве хигиеничар. Испразнето работно место. Зошто според система план советот него усвои, не може да се распише оглас да се прими на неопределено работно време. на годишниот план, значи се носи еднаш годишно.
А зашто не се користи систематизацијата постоечката за да се вработи сега тоа? Не може да се вработи годишен план, треба да се донесе прво. Прво годишен план, па Систематизацијата од 16 Во јануар година. месец ги носим тие годишни. А годишниот план се носи сега. У јануар ќе Во биде. јануар месец првиот месец. И со Систематизацијата годишниот од план ќе биде 2016 предвидено година. тоа што се предвидува. Ако донесете годишниот план, може да се реализира систематизација. Ако не, не. Ето три пати се одбива. да, не се таа- се одбиваше годишен Не, па ја одбивам. Да, во ред, сакам да прашам, значи како кога се ослободува работно Не место? на неопределено, пошто Сунчица си беше вработена, местото се испразни, ама не може да се вработи човек на хигиеничар на неопределено работно време, затоа што годишниот план не го усвојува Советот. Било како постоечка, она отиде у пензија. Да, и тогаш Постои тоа- родителе не ги слушате нашите совети, кога ви рековме не ги држите у заложено тие неколку работни места, да бидеме само едно или две, свесна жената да разгрижме хигиеничар, туку ви намернувавте уште ние за 4-5. На последниот сам се Свесна му давав степен за само година. она беше. Две беа. На последниот се кладим. А може би Само година она по беше година, се- по една, по две да става, па ще разгрижите. Ще се На згрижа последниот само она беше. Горец се Сега слага. се Не брати. се сеќам, Сега се ама- брати. Ти не се сеќам, не се сеќам. Ја мислам дека беше само едно. Така. Колку беше? Кај Само. 15 за 4 ти одговара, ли? Ајде, Ајде, а тоа бараше зор. Одна, значи ти си ја најтака. Кој што намерил, што работиш? Водам совет, седница водам. Значи сакам објаснување од Дозволиш да се прават... сакам објаснување од раководител. Ајде, водим. Па полемики ќе И водим. јас реков, и јас дадов забелешка на истата да не се бега од точката. Така е. Ако раководителот на финансии даде свое мислење, јас ќе дадам моје мислење, зошто ги поднесов амандманите. Ги поднесов на таа основа дека во минатиот буџет од претходната година во износ за плати и надоместоси од 4.706.000 денари беа офатени сите постоечки вработувања во општината и истите средства, односно сите вработени добија плати и ќе ја добијат платата и за месец декември во овој предвиден буџет. Зошто велам да се намали предвидената вредност за буџетот за 2020 на претходната, само за момент? Затоа што имаме веќе пензионирање во следната година. Автоматски, ако во претходниот буџет овие 4.706.000 денари биле доволни за сите вработени, замислите кога ќе отиде човекот во пензија, ќе останат дури средства непотрошени од ова ставка. И сега, колка ви се тие средства? Тие средства што остануваат во овие 4.706.000 при пенсионирањето се доволно за вработување на, односно за бруто плата на еден хигиеничар. И ние повторно и со вработувањето на еден хигиеничар, што планираме во планот за следната година да го изгласаме, ќе се вкалкулира, значи таа бруто плата и придонесите ќе се вкалкулират во овие суми кои што се наведени во буџетот за 2020 година. Така да, сувишни се сумите кои се наведени во буџетот за 2021 година, односно се зголемени. Јас јавно од овдека ќе кажам дека ова се рачуна за дуплирање на работните места. Друго, Јованче, значи, кога се поднесува амандман, значи малку јавноста можеме да ја збуниме со изјавите твои, дека доколку нели ова се прифати измените, дека ние ќе го блокираме буџетот. Не така. Значи буџетот може да биде изгласан или не, независно од амандманите. Амандманот број 1 се дава на гласање и вели кој е за амандманот Натана Стојанов. Гласаат двајца или тројца, не се освојува амандманот, или гласаат 5 души, се усвојува амандманот и се усвојува, така да што овие ставки од новите што се, ќе се вратат во постоечките, а средствата вишокот ќе се прераспределат во програмата за комунална, односно во оние ставки кај што се за комунална изградба. И потоа се дава целокупниот предлог буџет на гласање. Дали се
се прифатени амандманите, и да се прифатени, и да не се прифатени, значи буџетот се дава на гласање. Ако има мнозинство на советни, односно на членови на советот кои ќе го поддржат буџетот, и со измените, и без измените, значи буџетот е усвоен. Тоа е мојата забелешка. Да. Само да не ги ставиме граѓаните во заблуда, мислам да го даеме една насока, да не испадне дека сега ние како членови на совет се конфронтираме, постапката и редоследот оди вака. Амандманите Атанас, ако се прифанат, треба да се вградат во буџет. Не токму може тоа, така и така. Да се вградат, па некој да се И вградат. викаш, ако е така, Не, или така. И доколку мнозинството од членови на советот ги прифатат амандманите, ќе се вкалкулират во буџетот и таквиот буџет ќе се даде како предлог буџет на гласање. Дали ќе го усвоиме после гласање, дали ќе го поддржиме таквите измени, тоа е друга работа. Само едно појаснување. Советникот кажа дека 4 милиона и 700 илјади ќе бидат доволни и да се исплати плата во декември. Господине советник, плата во декември се исплача во 2021 година и се исплача од буџетот сега што или се донесе или се Добро, одбие. еве, 20, ајде, Ама не, така мислам да е, некои добро да не ги советниците Добро. у заблуда, некои може не се му јасно. Така да Меѓутоа, за само 30 момент. прави се согледна дека е нова година, вие го изработите на прв. Добро, во ред. До 15 се исплаќаат платите, те поддржувам готово. Така. Поддржувам. И се исплача од плата, од планиран буџет во 2021 година. Во ред, За вака. во ред. Тука, сега еве се вратам, се има зголемување и за плата за школото. И за градинката. Ама конкретни ве ставки Ама не, се не, и за тука. значи... Ова са планирани, реко. Планирани не, средства. видите сега, Нема ние да да ги ги ставиме- Не. Не. Така. Значи ќе ве молам. Добро. Ајде, не Ние се само да упаѓате најдам. у збор да... Само да не смееме да ги ставиме Добро. школата и градинката, бидејќи се работи за Ама добро за да се Како? да изкаже. за општинската администрација и општинска администрација и еве ги сумите Така. на пари, каде што не се во одделните ставки на школата и на градинката. Ливните која ќе ги следуваш. Има сегде зголемување Не на плати. против речем, јас давам забелешка конкретно за буџетот Така. на општината. Ова се, Ето пак така. се повтарам, тоа се планирани средства. Не може да се исплатат над тие средства. Од овие средства што го предложи Јованче, со усвојување на годишната програма, може да се донесе ребаланс или пренамена на средствата, ако се усвои годишната програма за вработување за 2021 година, тогај ќе се знае конкретно колку ќе треба за плати, колку ќе има нови вработување, колку ќе има времени вработување и сите ќе бидат. Сега се планирани средства за ангажирање за нови 10 луѓе. минути пауза малку, да. Мислам после неговото образложување, да. Пред Ајде, 10 пауза. минути. Пауза. Амандман број 1. Подносител член на Совета Атанас Стојанов. Предлог за измена во билансот на расходи. Да го читам цело. Програма Е00 Општинска администрација, категорија 40 плати и надоместоци, ставка 401 основни плати, 402 и 404. Подставки 401 120 основни плати, 401 310 персонален данок на доход од плата, 401 320 персонален данок на доход на надоместоци, 402 110 основни придоноси за ПИО, 402 210 основни придоноси за здравство, 402 220 основни придоноси за професионални заболувања, 402 310 основни придоноси од Агенцијата за вработување, 404 110 надоместоци за годишен одмор. Сумите од овие подставки да се вратат на вредностите од претходната година, односно сумите од буџетот за 2020 година. Пренамена на овие средства во програмата за комунална изградба. Амандманот број 1, подносител Атана Стојанов, ставам на гласање. Кој е за амандманот на АЦО? Против? Воздржани? Констатирам дека амандманот не е усвоен. Чекай да гласаш како да. 3 за и 5 против. Воздржани. Воздржани, пардон, се извинувам. Амандман број 2. Подносител Атанас Стојанов, член на Совет на општина Росоман. Предлог за измена во билансот на расходи
Програма Е00 Општинска администрација, категорија 42 стоки и услуги. Ставка 427 привремени вработувања, подставка 427 110 привремени вработувања, сумата од 800.000 денари да се намали на 400.000 денари и да се пренамени во програмата за комунална изградба простор за паркирање на тешки товарни возила. Амандманот број 2 го ставам на гласање. Кој е за овој амандман? Против? Воздржани? 4 за, 4 воздржани. Констатирам дека амандманите не се усвоени. Амандманите се гласаат со ЕЛАЗ. Со мнозинство од советници, од вкупниот број на совет? На присутни. Мнозинство од колку да се, например? Немаш мнозинство. 4-4. Мнозинство на присутни. 4-4 е 0. Присутни. Ама треба мнозинство од вкупни број на совет. Тоа што 8 сте сега, не може друго мнозинство 8-5. Да. Буџетот, овако како што е донесен, без амандманите, го ставам на гласање. Кој е за буџетот за 2021 година? Против? Воздржани? 5 за, 3 воздржани. Констатирам дека Советот го донесе буџетот на општина Росоман. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Росома за 2021 година. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Јовица се чешеш или бара збор? Не те видам. Не, се чешеш. Кратко само да. Ајде. Да. Само сакам да. Почитувани, во врска со предлогот за извршување на буџетот ќе го кажам следново. С оглед на тоа дека вака конструираниот буџет го изгласавте, му дадовте можност и покрај сите забелешки на градоначалникот, бидејќи тој, како што пишува во самата во одлука за извршување, тој е извршителот на буџетот. Немојте случајно потоа да се правите пишма зашто сте гласале и конкретно на вашите забелешки не се обстојале до крај, за да не се случи тоа трошоци, други трошоци, вакви забелешки, какви вработувања, вакви вработувања, накви вработувања, дуплирање на вработувањата да се случат. Значи му давате потполно одврзана рака и немојте после да кажете дека општината, досега, значи беше вишок и оваа администрација, овие административци, значи така и така или вака и вака. Одговорноста нека биде на членовите кои го изгласавте овој буџет. Секако градоначалникот ќе биде спасен затоа што поддршка ми дадува 5 советника и јас морам да го извршам, значи тоа што треба да го извршам. Благодарам. Дали некој друг разбор? Повеле градоначалник. Почитувани советници, благодарам на оние кои што дава поддршка на овака предложениот буџет. Верувам, силно сум убеден дека овакви предложен буџет е правиот буџет, бидејќи во овој дел се уште овака концепираниот буџет не спомнавме уште некои работи кои што за оваа година ќе се завршат, а тоа е доградба и реализација на градинката, тоа е онаа поддршка за која што вие сите дадовте за изградба на атмосферска канализација, сето тоа во висина од преку 30 милиони денари. На забелешките на Атанас во овој дел за поддршката на градоначалникот и на неговите завршки не би сакал да коментирам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор,
Одлуката за извршување на буџетот на општина Росма за 2021, предлог одлуката уствари, јас ставам на гласање кој е за, против, воздржани. 5 за, 3 воздржани. Еден точка 3 предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година во општина Росоман. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? 6 за, 5, 20 воздржани. Гласав за на комисија, меѓутоа со оглед на обемот на зголемување на администрацијата. Предлог одлука за собствено учество на општина Росман во проектот инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство во општините Кавадарци, Неготино, Росман и Демир Капија. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот, точката ја ставам на гласање. Ме молам кој е за предлог одлуката за собствено учество на општина Росман. Едногласно 8 за. Констатирам дека Советот ја донеси ова предлог одлука. Втора точка. Предлог решение за давање согласност на програмата за работа на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман од Росман за 2021 година. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Затвојте ли? Да. Нема. Ги имат материјалите, што ќе да изложи. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог решението го ставам на гласање. Кој е за давање согласност на програмата за работа на јавното предпријатие за комунални дејности? Најуспешно, да, нека Едногласно. биде. Да се векатераме сега, нека тера. Точка 3. Браво за опорот. Може слободно. Предлог решение за давање согласност на финансиски план на јавно предпријатие за комунални дејности Росман од Росоман за 2021 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Се покажа добар од неја. Аномали презентација. Бара збор? Да. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес, точката ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог решението за давање согласност на финансискиот план за ЈПКД? Констатирам дека Советот едногласно го усвои предлог решението. Точка 4. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитна група за воспитно образованата 2020-2021 година на јавната општинска установа детска градинка Праскичка, општина Росоман. Минатиот пат беше ова точка ставена на дневен ред, беше со измена, побаравме измена, значи да се реализира по престанокот на пандемијата. Тука е директорката, сага нешто да образложи околу ова или... Во краткица, потребата Што ќе не потребата е јасна на сите. Добро, нека кажеш дека еве да слушнат и граѓаните, дека на нивно барање, дека имат потреба, слушнат дека директорот се залага за граѓаните. Да, по краткица. Почитуван градоначалник, почитуван председавач на Советот, почитувани членови представници на Советот, медиуми и останати присутни и граѓани на општина Росоман. Јас како вршител на должност директор на детската градинка Праскичка, минатата седница поднесов барање за зголемување на бројот на капацитетот на децата кога ќе заврши пандемијата. Тогаш беше наведено во програмата за работа, меѓутоа по налагање на советниците јас образложив во моменталната одлука, сега што ја имате пред вас, дека за време од
се додека трае пандемијата, ние работиме по протокол од Министерството за труд и социјална политика, кога ќе заврши пандемијата и кога ќе добиеме согласност за да работиме во нормални услови, ние сакаме да го зголемиме бројот на децата, водејќи се на фактот дека имаме огромен број на деца кои што ја посетуваа градинката, меѓутоа голем број на деца кои што и се на чекање. Дали некој ба разбор? Поштовани советници, јас само уште еднаш да повторам оноа што пред малку го кажав, дека влезени сме во програмата за доградба, односно за проширување на капацитетот на детската градинка оваа година, така да со реализацијата на овој проект проширување на капацитетот на детска градинка ќе ги решиме овие проблеми, бидејќи се зголемува капацитетот негде за околу 40 деца и со тоа комплетно би го решили проблемот со сместувањето на децата во детската градинка. Сега да не бидеме во заблуда, паралелно после директорот сега зборувате за зголемување на групите од кога ќе ја направите градинката? Не. Затоа немојте сега. Ова Тоа е после за можете да пандемија. го дадете. Да не ги збориме граѓаните. Ние одиме со значи сега како што појасни директорот во моментот со овој капацитет бараме зголемување. Не, јас искам дека тоа Она со изградбата е дополнително за граѓаните кај што ќе можат, значи да ги вратат. Да не бидат граѓаните во заблуда сега, значи во постоечките капацитети зголемување на бројот на деца по престанокот на пандемијата. Додадено е тоа, минатиот пат добро беше разјаснато. Го заклучувам претресот по однос на оваа точка и одлуката ја ставам на гласање. Предлог решение за давање согласност на одлука за зголемување на број на деца по пандемијата. Кој е за? После пандемијата. После пандемијата, да. Констатирам дека Советот со 8 гласа за даде дозвола за зголемување на донесе решение за давање на согласност. Точка 5. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за ослободување од плаќање на надомест за материјални трошоци на деца кои се запишани во градинката, а не посетуваат градинка поради состојбата поврзана со вирусот COVID-19 и работа по протокол од Министерство за труд и социјална политика. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој ба разбор? Почитувано директоре, почитувано медиуме, почитувано граничанче. Значи, моето прашање, дали овие деца што не плаќа, немат, ќе ги ослободиме ние од плаќањето на надоместок, дали тие деца видите автоматски ќе ги избришите пак од постојниот список на градинката, дека тие не можат пак да бидат да влезат во градинката. Да не се деси нешто такво, за тие деца после да не можат да влезат во градинката, да се примат нови деца, а тие да останат дома. Почитувани, да ви одговорам на поставеното прашање. Вие знаете дека претходно беше донесена ваква одлука, беше донесена за да се плаќаат режиски трошоци од 528 денари за сите деца. Никој не сакаме ова што ни се случи да ни се случи. Беше донесена одлука од управниот одбор да се плаќа. Одлуката беше вратена назад со заклучок да се ослободат децата од плаќање. Управниот одбор го испочитува вашето барање и донесе одлука која важеше додека не почне градинката повторно со работа, што значи од 9 септември. На 9 септември ние повторно почнавме со работа. Како што кажав по протокол, ние не можевме да наидиме да му одговориме на барањата на сите овие што веќе посетуваат да си продолжат. Имавме критериум од Министерството, најпрво со 2 вработени. Така беше и одговорено. Поради тоа се створи повторно прашањето што со децата што посетуваа, а сега не по нивна вина не можат да посетуваат. Беше свикан управен одбор, како што течат нештата, беше свикан управен одбор и управниот одбор одлучи, водејќи се од претходната ситуација што беше, нели, донесоа
да се плаќа, беше вратено, тие одлучија да не плаќаат децата. Меѓутоа, ова не значи дека децата што веќе посетувале, а сега не посетуваат по нивна вина, нема да бидат да продолжат кога ќе престане протоколот да важи. Значи најпрво ќе бидат вратени децата кои што сега не по нивна вина, меѓутоа и по наша вина не доаѓаат. Да, ово е само, например, мислам само дали да се ослободат или не. Тоа е, мислам, управниот одбор одлучи да се ослободат од плаќање од режиски трошоци, бидејќи не е по нивна вина да не доаѓаат, меѓутоа сега понатаму одлуката е ваша. Не. Местата им се загарантирани. Не, да. Местата им стоат. Победата. Благодарам. Ви благодарам. Значи нормално е да бидат ослободени децата од плаќање на ова, затоа што не користеле услуги. Сега и друг елементарен факт за моето излагање е дека не по нивна вина. Автоматски, значи ние целосно сите членови на Советот треба да дадеме поддршка на ова. Благодарам. Го заклучувам претресот по оваа точка и предлог решението за давање на согласност на одлуката за ослободување на плаќање од плаќање на надоме за материјални трошоци оставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно даде согласност. Предлог решение за разрешување и именување на членове на управниот одбор на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка како представници на родителите. Материјалот ги имате и предложените. Дали ги имаме предложените? Текстот. Последно е да. Да. Јелена Јовановска и Наташа Крстева на место на... Не, Вероника Јовановска, мајка на Јелена Јовановска. Да. Вероника Јовановска и Наташа Крстева. На место на Марија Ѓорѓиевска и Рената Тасева. Отварам претрес. Родители, Совет на родители. Од родителите, така? Совет на родители, да. Добро, значи не од општината ние како... Совет на родители, они само барат согласност да ги сменат. Доволно. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучува претресот и предлог решението за разрешување и именување на членови на управниот одбор на Детската градинка Праскичка како представници на родителите го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно го усвои ова предлог решение. 7 точка, разгледување на барање од местна заедница Камендол. Ова точка беше на дополнување на дневниот ред. Барање од жителите на село Камендол, кои што на ден 5.12.2020 година одржале состанок во врска со добиената информација дека фирмата Геотехника, најверојатно, инженери која што има каменолом во атарот во село Камендол, причинува големи штети со прашината на каменоломот на земјоделските насади во атарот на село Камендол. Истата горе спомената фирма сега имала намера да постави, односно да монтира и асфалтна база со која што ќе предизвика уште поголемо и поштетно загадување на селото и земјоделските површини во атарот на село Камендол, па и во поблиското село Дебриште. Заради тоа сите жители на селото се против поставување на таа асфалтна база. Заради тоа ние како жители на општина Росоман бараме од градоначалникот и од Советот на општината да го разгледаат ова наше барање и да ни помогнат да не се дозволи на горе споменатата фирма да изгради асфалтна база, со што ќе се спречи загадувањето на селото. Со почит, председател и членови на местна заедница на село Камендол. Подпишани членовите на местната заедница. Отварам претрес по ова барање. Дали некој бара збор? Повелете нас. Во кратки црти само почитувани да го надополнам ова барање на граѓаните во моје име.
значи испуштиле овдека да стават, каде што навеле дека причинуваат големи штети на површините, се мисли на земјоделските површини. Тука многу побитен фактор е човековиот фактор. Загадувањето на нивната околина животна во местото, во самото село. Јас мислам дека тој фактор е многу побитен за граѓаните отколку земјоделските површини. Но не смееме да изоставиме дека и земјоделските површини, значи, доколку немаат адекватни услови, дека ќе дадат добар и квалитетен принос. Тие допринесуваат таквото загадување, допринесува и приносите и во да бидат со лош квалитет или да немаат добри приноси. Јас не знам, цела година две помина од забелешката, кога од истата ова говорница беа предочени, значи сите овие работи, каде што беше задолжен градоначалникот и до ден денеска ништо не направи. И дозволи и истата фирма, која што стопанисува, односно го експлоатира, без дозвола тој камен. Веќе се предпоставува дека цела година работи без дозвола за концесија за експлоатација на суровина. Немојте да се чудите, да го задолжиме подитно дека градоначалникот да провери и да даде информација за тоа дали е така или не е така. Дали се само обвинувања или е реалност. Не можеме да ги оставиме луѓето затоа што се во мал број таму да страдаат. Кога зборуваме дека тие пием честички, вакви или такви, представуваат и така како основа за проширување на другите болести, меѓу кои и на ковидот, да ги оставиме сега така незаштитени. Крајно несериозно, зошто досега веќе цели 2 години тие граѓани се остави на милост и немилост, за да некој сега си земе за право, без сите тие одобренија кои што се потребни за отварање на една ваква фирма која што произведува асфалт или што ти ја знам ја што, да отпочне со градба. И кажав дека овдека треба да се почне од нештата, од основата, не од покривот. Значи прво целокупната документација се припрема, па потоа се отпочнува. Значи сите дозволи се прибираат. Само во општина Росома се гради без дозволи. Да не карикирам, бидејќи ќе каже некој дека имам конфликт со дадена личност, да не потенцирам и за дадена работа која отпочната во поскоро време. Бидејќи доволно е тоа што го кажав на изминативе седници за дело тоа што го прави и пусто што направија во се вели во атерот на село Сирково, меѓутоа е тоа Трстеничко. Не зборувам еве за новата отпочната локација, дали има дозвола, нема дозвола. Значи оставам веќе доста ја зборувам, да зборуваат граѓаните. Се додека, кога одека за изјавата по повод денот на општината, го кажав за животната околина, токму мислев на тоа, да го заштитиме граѓани, да ги заштитиме. А потоа да правиме добра, ама ако се добра, и да му дозволиме на инвеститорите да инвестираат во добра, а не во она што ќе го уништува и така малиот број на жители. Па ние, ако дозволиме така да се загади општината, ќе ни се иселат пола, како општина нема да постоиме. Која е тогаш нашата цел? Да размислиме конкретно за ова, да го задолжиме градоначалникот и подитно на наредната седница да имаме информација, дури и пред седницата. Затоа што овие луѓе овдека што се подпишани доста време чекаат. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Ја во граѓани денес ќе одговорам. Ќе се подпише. Ќе го дајме че се. Вака, јас се слагам со колегата пред мене што зборуваше за ова барање од граѓаните на општина Камендол. Навистина, таму се врши многу големо загадување на тој дел, затоа што таму се праве дробење на каменот, минирање на каменот, па само за дробење праве едно големо загадување. После оваа фирма монтира уште една
дроба лице кој го меле камен до двојка, тројка, четворка, го меле на уште на единица, уште на најситниот дел, што предизвика уште поголемо прашање. За тоа монтирање не знам од кај има добиена дозвола, тоа е едно прашање. И уште една работа, дали оваа фирма има дозвола за користење на овој каменолом, до кога му е дозволата или концесијата за работа на рудникот, и ако нема, да го задолжиме градоначалникот да ги побара сите документи од службите, од нашите министерства, и со тоа да даде дали тој каменолом ќе работи или ќе биде затворен. Ајде градоначалник да кажува, после пак ќе го поставам некој прашање. Ајде, Почитувани советници, во врска со каменоломот и барањето од граѓаните од Камендол, во врска со функционирањето на каменоломот, можам да ви известам неколку работи. Имавме ние на два пати средба со граѓаните, односно со представници од местна заедница од Камендол, разговор тука, конкретно тројца представници. На самиот состанок разговаравме за проблемите кои се јавуваат со функционирањето на овој каменолом. И на самиот состанок го контактиравме собственикот на каменоломот и разговаравме во врска со барањата на граѓаните. Иако собственикот вети дека ќе излезе во престрет и да дојде на еден разговор со граѓаните и решавањето на проблемите на Камендол, сепак не се случи тоа. Се сложувам дека овој каменолом прави одредени проблеми врз животната средина и конкретно врз здравието на луѓето од Камендол. Посредбата, сакам да ви кажам дека истовремено тука што доставија барање и до овластениот државен, ми се чини сега, инспектор за животна средина, кој, колку што јас знам, колку што располагам со информации, превзема одредени чекори. Докаде е стигнато тоа, не сум запознат, меѓутоа тоа ми е јасно. Што се однесува до издавањето на дозволите од локалната самоуправа во врска со наводната асфалтна база, до сега такво нешто кај нас нити е дојдено барање, ни јас искрено да ви кажам прв пат слушам тук. Што не е далеку од памет дека и тоа може да се побарало, меѓутоа јас од оваа говорница зборувам и можам слободно да кажам дека таква една постројка или градба јас барем нема да се сложам тука да функционира, бидејќи ние веќе имаме една таква тука асфалтна база која што е во функција веќе неколку години. Знаеме што се произведува, односно предизвикува таа активноста на таа. Можам да ви кажам дека на таа средба јас од представниците на местната заедница им реков дека секој нивно барање ќе го поддржам и доколку се спремни тие и на друг начин да интервенираат во делот од може би попрчување на работата на овој каменолом, исто им реков дека стоам пред нив тоа да го заедно со нив тоа да го стори. И тие рекоа дека доколку се организираат, ама јас тоа ќе го сторам. Натаму не би знаел што друго да ви кажам, бидејќи доделувањето на концесијата оди преку Министерство за економија, во однос на вашето барање, ви давам збор дека во текот на оваа недела, дека ќе побараме информација од Министерство за економија, во делото тоа дали собственикот поседува концесија во врска со, иако имаме неофицијални известувања дека можеби нема концесија, меѓутоа додека тоа не се потврди, еве да не преюдицираме, да дадеме шанса институцијата да ни одговори и да го констатираме тоа дали е така или не е така. Во секој случај давам потполна поддршка
на граѓаните од Камендол во врска со забелешките кои што ги имаат на работата на овој каменолом, бидејќи каменоломот не само што ги користи материјалните добра на територијата на местната заедница Камендол, ја користи и водата за пиење, еден дел од водата за пиење, која за тоа не плаќа никаков надомест. Меѓутоа и еден друг елемент кој што пак сепак оди во интерес на граѓаните на Камендол, тоа дека неколку души од Камендол се директно ангажирани во тој објект и на одреден начин остваруваат животна екзистенција. Се слагаме дека сите овие работи треба да одат онака како што треба согласно законот, меѓутоа и економската екзистенција не е една мала, не е мала работа. Меѓутоа, реков, се во рамките на закон. Јас сега тука после вашето излагање ќе го прашам нашиот економист колку пари досега за овие 2, 3, 4 години земеме од градба Промет, а колку пари имаме земено од концесијата на овој каменолом. Макар што овој каменолом произведува многу големи средства, многу големи пари што треба да легаат на терет на општината и можеме ние тие луѓе да ги запослиме на работа да бидат тие три лица со тие пари, а ние ајде прво одговорите ми колку пари имаме земено од нив во овие 4 години. Ајде шефе, легално треба да пушти општина Росман. Извадам за следната седмица. Сега кажа. За сите години уназад. Всеки случај кој пица го треба да вадам покажа. Добро, горе. Значи, колку пари имат платено за овие 4 години? Не се добри плачачи сега да ви кажам. И они ни слаби. Да, сега ќе ставим. Добро, ќе тоа го кажам, ще една работа да направиме сега. Нема одговор да биш на војно, вели заклучокот кажи го да завршиме. Да направиме значи заклучок, со кој заклучок ќе го задолжиме градоначалникот и администрацијата на општина Росман да ги преземат сите мерки за откривање на овој проблем во општина Росман. Дали имаат конкретно земено под кирија за концесија за рудникот во Камендол, дали и колку треба да плаќа на општина Росман и после тоа да ги сите тие одговори на Министерството животна средина, Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, сите тие што се поврзани со овој дел и оваа работа на овој каменолом. И да ни одговорите за наредни каменоломи. За сите што користат рудник? Не, за сите, во конкретниот случај со барање тече. Конкретно заклучокот задолжува градоначалникот и општинските да подадат до Министерството за економија. да набави информација од надлежното министерство. Информација да им достави на следниот совет. Да. Информација што да бидат доставени на следниот совет. На следната седмица. На следниот. Не, јас, добре застане. Хајде, кажи. Да набави информација од надлежните министерства, да не што е за. Да навија дали имаат концесија? Од економија. Дозволно животна средина. Добро, информација од надлежните дали има кој ќе го разбере? Дали имаат соодветна документација за работа? Од сите тие министерства. Добро. А кој го контролира? Кој контролира кога? Економија контролира врз основа на фактурите. Горет, ајде да пријашуваме. Значи, заклучок. Се задолжува градоначалникот и општинската администрација да набават информација од надлежните министерства и институции дали каменоломот има соодветна документација за работа. И за концесија? За работа и за концесија, добро. Видете, и доколку за барањето и поврзаното барање за асфалтната база, значи ние треба да ставиме и асфалтната база, тука затоа што имаме предлог дека ќе се гради. Даде градоначалникот да даде. Даде известување дека нема барање. Имам. Значи, уште еднаш, се задолжува градоначалникот и општинската администрација, ова е заклучок,
да набави информација од надлежните министерства дали имаат соодветни дали каменоломот има соодветна документација за работа и за концесија. Доволно ли е тоа? Кој е за? Ама соодветни министерства се подразбира. Кој е за овој заклучок? Едногласно констатирам дека Советот Ако се затворе општините, едногласно не може да бидеш усвои градоначалник, онака може да останеш. заклучокот. Со ова е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуство и се гледа на наредниот пат.